Sovekovi okovana oprandi, odrovstvo pišti Makedonija, pojke ne trpi nevješesti lagi, oboj posleden, borci crvenoj levoja. На црвени стени, првата чета поради задоцнетото известување задоцни на зборното место на партизанскиот одред, поради што не беше вклучена во акцијата за Прилеп. Од присутниот состав на одредот се изврши избор меѓу доброволно јавените партизани за учество во нападот на Прилеп. Одредот замина кон Маркови кули, поблиску до градот, на позицијата за тргнување. Борко и Линденски го направија конечниот состав и распоред на ударните групи. На полициската станица Аспарух Јосифовски, командир Душко Наумовски, Блаже Спирковски, Милан Димовски и Драган Спирковски. На затворот Никола Поповски командир, Мице Козар, Пецо Крстески, Јонче Јанески, Благоја Корубин и Душан Ристески. За оштетување на телефонската мрежа Мице Димески командир, Крсте Црвенковски, Коле Чашуле, Киро Косески и Киро Базерковски. Вечерта беше студена и ведра, со полна месечина. Борко и Тарцан им ги објаснија задачите на групите, им го кажаа начинот на прифаќањето, при повлекувањето и ги испратија. Двете групи тргнаа заедно, од бледата светлина на месечината надалеку меѓу лозијата. По патчето за во град се оцртуваа силуетите на партизаните. Кај мостот Кемерлија овие групи се разделија. Групата за участакот се засолнуваше под стреите од ниските куќи и ѕидишта. Наближаа до целта. Нивниот детален план беше точно во 10 Душко Наумовски да стрела во стражарот пред участакот, што истовремено ќе биде знак и другите групи да отпочнат да действуваат. Стражарот го гледаа под електрична светилка како се шета пред стражарницата. Четворицата се приплотија до брегот на реката Дапничица, а Душко отиде до стражарот. Меѓутоа, стражарот го запре и го праша колку е часот. Додека четворицата го чекаа истрелот, Душко му кажуваше на стражарот дека за 2-3 минути ќе биде 22 часот. Го одмина, а четворицата засолнети помислија дека се поколебал нивниот другар, што го стискаше откачениот револвер во џебот од мантилот. Револверот беше од Димче Саботко, даден на Данчо Стојчески. Кога Душко се јави доброволец, го доби револверот. Меѓутоа Душко само 30 чекори отиде по течението на Дабничица. Се врати и му се доближи на стражарот како и пред малку и истрела во него. Вердаш, додека се струполи стражарот на земја, Аспарух Јосифовски ја активира дефанзивната бомба Крагуевка, ја фрли во вратата на участакот. А Блаже, Драган и Миле со пушките стрелаа во прозорците на участакот, не давајќи им да се појават полицајците. Меѓутоа, еден полицаец кој се нашол вон участакот, трчајќи се обиде да влезе во участакот. Него го погодија куршумите од пушките на ударниците, се струполи на калдрамата. Потоа борците почнаа по речното корито да се повлекуваат. Групата за затворот беше притаена во споредното сокаче од затворот. Чекањето од 10 минути го минаа под стрејата в темница. Излегоја некоја минута пред време, се доближија до затворот. Го чекаа договорениот знак и стрелите од кај участакот. Штом градскиот саат отчука 10, се чу истрелот од револвер и веднаш по него и експлозија на бомба, а потоа истрели од пушки. Тие веднаш јурнаа на затворот. Меѓутоа стражата веќе од пукотниците кај участакот се штрекна и се подготви. На групата не и беше дозволено да се доближи до оградата на затворот. Стражата од затворот и од офицерскиот дом ги пресретна борците со оган. Пецо Крстески и Никола Поповски фрлија по една бомба, а другите истрелаа од пушките и од еден револвер, па се повлекоа низ сокачињата без жртви. Групата одредена за оштетување на телефонската мрежа на градот слезе кон Варошко Мало, но не по ист пат каде што поминаа другите. И тие го чекаа знакот па да почнат да действуваат. Кај нив исто така искрснаа непредвидените шкотии. Конечно успеа со најамчување да ги спојат електричните со телефонските жици и со тоа да ги онеспособат и се повлекоа без престрелка.
Сите три групи се повлекоа без загуби. Се надеваа дека при повлекувањето со нив ќе бидат и затворениците. Меѓутоа, и ова што го сторија колку за почеток представуваше успех. Тие го означија продолжувањето на револуционерните борби на македонскиот народ, почетокот на организираното востание. Меѓу првите на зборното место кај средочна вода, пред Борко и Илинденски пристигнаа Аспарух Јосифовски, а потоа Блаже Спирковски, Миле Димовски и Драган Спирковски. Рапортот за извршената задача беше проследен со одушевени прегратки. Пристигнаа и другите. За тие мигови Коле Чашуле се сеќава. Во чинот на самото востание 11 октомври учествувавме и двајцата. Тој како раководител, член на покраинскиот комитет, јас како обичен партизан. Од сета историја на 11 октомври останато ми е во сеќавање само последното прегрнување меѓу мене и него. Имено кога се вративме од извршената акција. Тој, Тарцан и некои други не пречекаа за ден на Карпа. Другите одседнаа, се испоздравија, поднесов извештај, а јас одев последен. Кога му се приближив на Борка, веројатно загрижен за тоа што одев последен, веројатно мислејќи дека со мене станува нешто, тој се приближи, ме прегрна и ми рече: "Не плаши се. Се што да стане од сега натаму, влеговме во историјата од која нема враќање. Никој од нас не знае", продолжи тој додека чекоревме нагоре, "како ќе се сврши ова што го почнавме. Но многу е значајно тоа што сите знаеме оти го почнавме. Замисли каква пустелија ќе беше пред нас сите да не го почневме." По последните, како веќе да беа залепени непријателски воени и полициски сили кои со борбен распоред напредуваа и кон Маркови кули, сушност окупаторот беше изненаден. Насекаде се пукаше, но безуспешно и поради стравот што ги зафатил. Германците во градот само се притаија покрај своето оружје и држаа цврста врска со букарските окупатори, обврзани секои 5 минути да ги известуваат каде се наоѓа непријателот што го нападна градот и колкава е неговата сила. Меѓутоа, бугарите многу споро напредува кон Маркови кули и Зеленик во ноќта. Но на неопитните партизани во еден момент им се стори дека непријателот им навлезе во нивните редови кај преслапот Заградски меѓу Зеленик и Маркови кули. Борко и Тарцан правеа напори да ги соберат, па сите да тргнат во однапред определениот правец, но не успеа. Конечно, со главнината на одредот Борко Талески, Трајко Бошковски, Блаже Спирковски, Перо Крстевски, Душко Наумовски, Јонче Јаневски, Миле Димовски и Душко Наумовски тргнаа кон селото Ропотово, каде што има однапред договорено врска со Љубе Тренески. Од преслапот Заградски се спуштија кон Гладно поле, а потоа се накачија во Карпите над село Мажучиште. Заднив кај Варош и Маркови кули ги слушаа непрекинатите пукања од митралези и пушки. Овде во близина немаше вода, а беа жедни и уморни. Продолжија преку ораници и долови, им се закопуваа нозете. Го одбегнуваа патот Прилеп Кичево, а сепак минеа крај него, меѓу селата Сенокос, Новоселан и Долнени Сарандиново. Почнаа да наближуваат кон малата корија за цело Ропотово, но таа не се гледаше во темнината. Затоа пак Борко и Илинденски ги куражеа другарите, ги стимулираа да побрзат. "Гледајте, ене го Ропотово пред нас и коријата, само уште 100 метри." Еве ги сеќавањата на Душко Наумовски. Веднаш по успешно извршената акција на участокот, нашата пеотрка се растури и по план се повлече кон збиралиштето. Јас до тополата на Маркови кули се пробив со судни маки. Букарската полиција го сети правецот на нашето повлекување и се обиде да ни ја пресече од стапницата.
Додека се вртев низ сокачињата на Варошко мало, тие веќе на мотори беа стигнале до монополот и на раскрсницата за малку што не се судрив со нив. Тие профучија право кон Варош, а јас низ сокачињата во населбата под Сенарникот се обидов да се приберам до Тополата. Во меѓувреме бугарите зафатиле позиции над Варош и бришеа со пушкомитралезите по стрмништата на Маркови кули. Како се прибрав до збиралиштето негибнат, не знам. Таму ги најдов зацкриени само другарите Трајко Тарцанот, Борка Талески и уште некој другар, а ни се придружија Миле Коке, Благоја Корубин, Перо Крстески, Мице Козар и уште еден другар. Немаше многу време за губење. Предводени од Трајко, тргнавме низ процепот и се спуштивме кон Заград. До близу Мажучиште одевме со забрзан марш. Храната и водата ги бевме оставиле кај Тополата. Со нас го носевме единствено оружјето со кое бевме во акцијата. Трчањето од участокот до Марковите кули и оттаму до Мажучиште не измори сосема. Одвај стигнавме до карпите пред Мажучиште, каде што запревме за момент да земеме здив и да побараме вода. Но никаде капка. Не знам кој е поиспукан, земјата што ја газиме или јазикот што жедно ги оближуваш избраздените устни. Од кон Варош и натаму грготеа пушкомитралезите. Непријателот можеше секој момент да тргне по нас. Со последни сили се кренавме и предводени од Тарцанот тргнавме кон село Ропотово, каде што имавме обезбедено врска. Одевме преку стрмниште, ораници и ендеци, што уште повеќе ни го тежнуваше патот. А во тие тешки моменти ми остана најсветол ликот на народниот херој Борка Талески. По толку трчање и напори, ни еден од нас не можеше нормално да продолжи. Жетта за вода не дотепа. Во устата не остана ни плунка. Пооди 30 на чегори и падни, и така редом. Само командирот одеше напред. Се подпираше на пушката и ако запираше просто, за да земе здив. Ја бришеше потта и продолжуваше. Ние другите паѓавне ко круши, кој овде, кој онде. Неуморен беше Борка Талески. Јас ни до ден денеска не можам да сватам каде ја црпеше таа енергија. Уморен беше колку нас, без вода како нас, а трчаше неуморно од еден паднат другар до другар и не креваше. Гледајте, ене го Ропотово пред нас, ене ја коријата, нема ни 100 метри. Таму ќе се прибериме и готово. Се напинаш во темницата нешто да видиш, ништо не се гледа. Но сепак му веруваш на другарот, стануваш и продолжуваш. Тој во меѓувреме стрчал кај друг, падна другар и истото, држи се, ене го пред нас е Ропотово. Тој стана, друг падна, Борка како матица, веднаш е до него. Не верувам дека си толку слаб. Издржа до толку напори и сега капитулираш за 100 метра. Пак гледаш во темнината и ништо, но зборовите на другарот се толку уверливи и ја раздвижуваат фантазијата што пред себе не го гледаш само Ропотово и коријата, ами таму и постела, чешма, јадење. И така, ново паѓање и ново објаснување. Правеше и шеги со нас и се обидуваше и во таа ситуација да не насмее. Велам, ни ден денеска не можам наполно да сватам како ги изминавме тие 15 на километри. Важно, некаде во мугрите се прибравме до Ропотовската корија и во првите грмушки. Се разбудивме дури од тредента, квечерината, вкочаните од првиот снег. Борка, човек што и по друго нема да го заборавам. Но тие негови 100 метри ја спасија главнината на првиот прилепски одред. Некаде пред ранните мугри ги одмина 15 километри, се засолнија во Ропотовското кориче. Уште веднаш врската беше воспоставена. Љубе Тренески, тогаш го доби илегалното име Соколот, како да изникна од земја. Тој веќе имаше подготвено храна за поголема група. Каснаа помалку и така на отворено позаспаа. Утрината се разбудија вкочаните и сланосани. Тие што ја прекинаа врската уште на преслаб со главнината на одредот, главно тргнаа низ Зеленик кон Наколна, Црвени стени и манастирот Трескавец. Некои се упатија преку организацијата
во селата да добијат врска со партизанската главнина, а некои слегоја идниот ден, откако се повлече блокадата, в град, за оттаму да добијат врска за повторно излегување в планина. Борка Талески, студент по медицина, Трајко Бошковски, работник дрводелец, Мице Димески, работник дрводелец, Мице Козар, угостител, Ордан Чопела, монополски работник, Крсте Црвенковски, студент по филозофија, Перо Крстески, шивачки работник, Димо Димовски, наредникот, монополски работник, Аспарух Јосифовски, работник во трговија, Блаже Спирковски, берберски работник, Коле Чашуле, студент по медицина, Борко Јовановски, монополски работник, Душко Наумовски, матурант, Оцка Михајловски, матурант, Волче Наумчески, работник, Киро Базерковски, работник, Тимо Димовски Екија, шивачки работник, Венда Темелковска, монополска работничка, Драган Спирковски, монополски работник, Благоја Јанески, монополски работник, Јонче Јанески, берберски работник, Гога Јанеска, работник во трговија, Никола Поповски, книжар, Благоја Поповски, книжар, студент, Благоја Корубиновски, студент по филозофија, Борко Петрески, чевларски работник, Киро Косески, шивачки работник, Душан Ристески, монополски работник, Павлина Пиргановска, работничка, Пецо Стојановски, монополски работник, Гиго Менкаровски, берберски работник, Даница Оровчанец, тутунџика, Милан Димовски, монополски работник, Орде Пановски, чевларски работник, Трајко Конески, снагата, шивачки работник, Васка Крстеска, монополска работничка, Данчо Стојчески, матурант и Менде Бошковски, шивачки работник.